Здраво и добри дојде на мојот YouTube канал Дома со Леа. Јас сум Леа и сум мајка на 4-месечно бебенце. Денешното видео го посветувам на подготовките за бебето, така што доколку си бремена, ова видео е за тебе. Се сеќавам како да беше пред 5-6 месеци, кога првпат излегов да купувам работи за бебето. Многу е тешко да одбереш облека за некој што не знаеш како изгледа, не знаеш кој број на облека ќе носи и не знаеш воопшто како треба да се облекува. Најдобар совет што го добив во овој период беше да не купувам премногу работи за бебето. Пред се затоа што многу од луѓето кои што ќе дојдат да го видат бебенцето, ќе донесат подароци, облека за него. Ако имате и роднини и пријатели кои што имаат поголеми дечиња, ќе ви донесат облека која што нивните бебенца не успеале да ја износат затоа што бебињата растат со неверојатна брзина. Сепак, многу е важно да купите доволно работи, бидејќи еднаш кога ќе се вратите од болница, нема да имате многу прилики да излегувате, уште помалку да одите со часови во шопинг. Важно е да сте подготвени. Ќе ви биде потребна облека соодветна за периодот. Моето бебенце се роди во мај и ми беше потребна претежно летна облека. Првите неколку месеци ги поминавме со 5-6 пара шпилхозни, 10 боденца, претежно на кратки ракави и неколку горни делови облека во смисла џемперчи. На оваа возраст најкорисни се облеките кои што се закопчуваат по целата должина од вратот до ноџињата, бидејќи сите оние кои што се протнуваат преку глава може да го исплашат вашето бебенце додека го облекувате. Блузички кои што завршуваат кај половината како класични блузи за возрастни, најмалку ќе ги користите и доколку подарувате облека на бебе, немојте да подарувате вакви блузички. Потребно е да одберете линија на производи за нега на бебе. Најчесто се потребни средства за бањање, шампон за косичка, лосион или масло за тело, крема за газе и уште неколку други работи. Штом ќе ги одберате производите и штом ќе ги тестирате после неколку дена користење со вашето бебенце, доколку сте задоволни од ефектот кој што го имаат, веднаш набавете си второ пакување од производите. Не знаете кога ќе ви се потрошат, не знаете дали ќе можете да излезете од дома, дали ќе ги има во продавницата во тој момент, дали ќе ви се истурат или ќе се случи некоја незгода со самото пакување. Ќе ви бидат потребни пелени. Многу пелени. Стандардните пелени за една употреба, јас ги набавив од аптека, набавив 3 пакувања од тројца различни производители и ги тестирав во првиот период. Најчесто во продавниците пелените кои што се достапни почнуваат од 2 па нагоре, величина, но доколку вашето бебенце се роди помало, во аптеките имате и помали величини за новороденчиња. Помалите броеви на пелени ќе ги користите пократко, затоа не купувајте премногу пакети одеднаш. Важно е да тестирате кои од пелените му одговараат на вашето бебенце, да не се појават алергии или реакции на кожата. Ќе ги најдете соодветните пелени, не ги менувајте без потреба. Допред да се породам, пелени за мене беа само стандардните пелени за една употреба. Но, подоцна дознав дека скоро секое парче текстил што се користи за бебе се вика пелена. Па така ги имате овие тетра пелени, кои што се памучни пелени во различни големини и шари. Вакви ќе ви требаат околу 20 за да бидете комотни. Мој совет е да не купувате цели сетови во иста шара, туку да купите по неколку различни за да знаете за што ги користите. Така, например, нас тие со слончиња ни се за газе, овие со пеперутки ни се за перница и така натаму. Овие се користат во многу прилики, ги ставаме под бебето кога го оповиваме, ги користиме за покривање на лицето кога сме надвор, кога е многу сончево или ветровито. Јас ги користам, ги ставам врз перничката наместо навлака за ноќно спиење, бидејќи е похигиенски. Се ставаат на рамо кога сакате да го ждригнете бебето или кога ќе ви дојдат гости за да не ги изеде, за да не ги излигави нели по целата облека. Понатаму, пелени се нарекуваат и овие подебели, најчесто двослојни парчиња платно за повивање. Јас гледав едно видео на англиски за повивање, каде што повивањето го нарекуваат swaddle, а овие пелени blanket.
Потоа и во нашите песни се кажува, се пее за мало бебенце завиткано во кебенце. И така доаѓам јас во продавница за детски работи, барам на продавачката кебенце. Она ми вика, немаме ние кебенце, тоа да видите во дуќани за постелнина. Викам, не, мене не ми треба кебе за постелнина, мене ми треба кебе во кое што ќе го замотам бебето. Ми вика, тоа се мота во пелена. Не, велам, пелени си купив од аптека, ми треба кебенце во кое што е облечено, спакувано бебе, само ќе го замотам за спиење. Вика, тоа се вика пелена. И ми ги вади овие ваквите, што јас ден денес ги викам кебенца. Вакви ќе ви требаат околу 5-6, бидејќи истите се постилаат во транспортер, во релаксатор. Јас ги користев и за покривање, бидејќи летно време не се потребни многу дебели кебенца. И потоа ги имате пелените за широк повој, кои што изгледаат вака. Овие се користат за широко повивање на бебенцата, а како се повива, најдобро да го прашате вашиот педијатар или ортопед. Во контекст на сето ова, мислам дека е најважно мајката да биде среќна и опуштена за време на шопингот, доколку ве стресира самиот шопинг. Појдете со некое лице кое што знаете дека може да ве расположи во секој момент и ќе го направи купувањето за бебето ведро искуство. Или пак делегирајте на некој близок, но под услов да не се лутите што ви купили или што не ви купиле кога ќе се вратат од шопинг. Дали има други видови пелени за кои што јас не знам дека постојат или дека се викаат пелени? Одговорете ми, ве молам, во коментари. Доколку ви се допадна денешното видео, притиснете лайк и subscribe овде и се гледаме повторно наредниот понеделник во 12 часот. Поздрав!